Последните 3-4 дена, но се слушаат и во последно време, последните 3-4 сата се слушаат доста грмотевици, тапнеши. Но не можам да видам ништо. Нема димови, нема авиони, не слушаме хеликоптери, ништо. Само тапнежи се слушаат. Дури не можеме да оцениме од која страна. Позачестено е за разлика од претходниот ден. Денеска е позачестено. Какви информации има до вас? Вие сте поврзани со групи, со неразлични здруженија. Што велат? Какви се препораките? Велат дека да не се излегува. Сега затоа што прво ние сме во село. Јас доколку и сакам да дојдам, да ми кажат, например, сега од македонска амбасада, како денеска што им рекле во Одеса, дојдете таму и таму, јас кај да тргнам, од тука ќе ми биде најмалку 30 километра. Како да тргнам, малце е страшно, зашто? Затоа што има полициски час во Киев до утре саба до 8 сата, до 7 по македонски. Вчера воведа од 17, значи од 16:00 вчера сабота до понеделник до 7 по македонско. И рекоа дека доколку на групи што ни стаса информации, доколку се види некој на улица, се рачуна како таму десант некој може и да те застрелаат. Значи не е безбедно воопшто да се тргнува, да се напуштаат домови. Јас се видам сакам да ви кажам да ми речат од македонска амбасада дојди у Олимписка, да речеме кај што е тоа е негде 33 км од тука кај што беше македонска амбасада, ја не можам да се пробијам до таму. Мора да се пробие со некоја кола што е УН, нешто прес, нешто новинарска екипа за да може да те донесе до таму. А ја да земам сега по кола од тука да тргнам, ризик. Оние што се опатени кон западната граница? Некои 2-3 километра сме блокирани, стоат војска. А тие што се опатени кон западната граница, дали се движат? Тие првите 50 километра ги поминале добро, после се блокирани. А да ви кажам, ја од тука најблиску до Одеса ми е до 511 километра, баш денес гледав на Google Map. И таму до граница да има уште 50, 60, 70, не знам колку. Значи најблиската граница било каде да тргнам ми е не помалку од 550 километра. Така. Дали имате доволно се во моментов, бидејќи се заострува ситуацијата, како сте снабдени со храна? Во моментот ние сме снабдени, имаме да речам, да реков, имаме за 2 месеца има кромпири, нешто масло, нешто зејтини, леп веќе носат со по село овде носат со камион, ти кажуваат тие јавуваат да одиш да земеш директно, инаку во продавница денеска не сме отиде. Но продавниците се оскудни више, што се купи, не се снабдуваат, од четвртокот нема дотур. Полека се празнат. Грејење, дали има Грејење имаме, но денеска падна мобилниот интернет. Врската е мобилна сега гледам моментов со вас зборувам 1-2 црти од можни 5 овде. Мобилен интернет нема, врска да се јавиме на телефонот еден до друг може, но често ја прекинуваат, како да прислушкуваат. Ако почнеш нешто да зборуваш, во смисла прекинува врската. Тоа е многу чудно. Тоа денеска е така промена. Инаку Wi-Fi уште имам, јас сега со Wi-Fi зборувам од дома сум. Не можам да излезам на улица, затоа што нема да има интернет и така. Така. Како се чувствувате? Ова би било како посебно прашање, сепак многу е важно и како сте вие во моментов? Нормално се чувствувам исто. Немам некој. Трудите да сте храбри? Вториот ден така малце бев растревожен со тоа кога се почна да се дели оружје, сега више. Никој не заде овде, се е мирно. Ни рекоа да не се движиме многу. Вчера имаше информација со бајлето дека треба да носиме жолти траки овде, ако одиме негде по улиците, со жолта трака да се онаде. И така. Друго не знам што да ви кажам, нема ништо посебно. Се слушна вчера со еден дечко у Билд Заров, може прочитавте нешто по сајтовите телефонски броји, како беше Сашо Антонов, па му се јави, викам кај сте. Ми прати локација, гледам 24 км од нас таму еден реон у Киев до Днепар блиску. Викам како живеете, вика у ходник сне. У ходник навечер у зградата. И не го прашав повеќе, викам ако сакаш, викам имам тука ја куќа у селово, слободна е куќа, ако сакаш да дојдеш, како вика да дојдеме. Не знам да се слушнеме, викам са бајле моста и број па не се јави, не знам. Што стана и така. Значи многу посериозно е во градовите, во густо населените. Во градовите да не си во град сега, во градовите што ја гледам снимки ме фаќа страх реално.
Така да, луѓето се Ја во скривници. навлекуваат руската војска, гледате што се случува, ја навлекуваат и после од прозорите почињаат да фрлаат молотови коктели, разно оружје, не знам како се имаат оружје задолжено, обичен народ. Може од тараца да те пукне. Станува критично. Така. Станува критично. Војската, ја мислам, украинска е многу по-неморална, а народот е на многу висок морал. Така. Ангелов, се надевам дека ќе биде мирно, дека ќе останете безбедни во смисол на цивилното население и дека набрзо ќе заврши целиот овој хорор. Ви благодарам, се надевам и ја, но секако сакаме за Македонија. Ја пак ќе инсистирам, сакаме да одиме за Македонија, но мислам дека сега баш и не е погоден моментот овде да се оди.